Буџетската процедура согласно буџетскиот календар и согласно законот за донесување на буџетите е целосно спазена, почнувајќи од почетокот на септември до денеска, кога е рокот за изгласување на буџетот. Во оваа постапка општина Струмица веќе има традиционално донесување на важните документи, буџетите и програмите преку форуми на заедници, местните заедници, урбаните заедници, невладиниот сектор, бизнис секторот и секако општинската администрација која што е задолжена да ги гледа и согледува генералните потреби на градот и населените места, односно потреби кои што се од општ карактер, ги зафаќаат сите граѓани, а поединечно не ги чувствуваат граѓаните како за своји потреби, односно не ги предлагаат. Таа е обврска на администрацијата и таа е вклучена во делот на донесувањето на буџетот. Веќе неколку години главна задача на градоначалникот е да ги собере парите во буџетот, а многу е полесно кога ги слушате сугестиите дојдени од сите страни, да денете приоритети од селата и од градот, за да можете на крајот да го реализирате оној документ кој што значи решавање на конкретни проблеми од надлежност на локалната самоуправа. Пред да почнам во детали со буџетот, сакам да кажам, заради транспарентноста во работењето, од сите проекти во 2011 година имаме 7 проекти нереализирани, дел од нив се во постапка на реализација, дел од нив се во тендерска процедура. Заклучно, пред советот можам да кажам дека со крајот на првиот квартал од 2012 година, или не подоцна од мај месец, најкасно кажано, сите овие 7 проекти ќе бидат дозавршени. Впрочем, тоа не е нешто ново. Секоја година одредени проекти не се довршуваат од различни причини. Некаде се имотно-правни односи, некаде се сложеноста на постапката и процесот на реализација на одредени проекти, каде што е потребно дополнителни активности до нивно реализирање, се со крајна цел да она што граѓаните го очекуваат како реализација на одреден проект или решение на одреден нивен проблем, да биде секако завршено, иако макар се доцнени. За сметка на тоа имаме реализирано дополнително нови, неофатени буџетски 13 проекти, кои што исто така се значајни од аспект дека и тие се решенија на одредени проблеми на граѓани кои што живеат на територијата на општина Струмица. Буџетот за 2012 година во вкупни рамки изнесува 1 милиарда 33 милиони 224 111 денари, од кои 447 милиони 559 илјади денари се блок дотациите за децентрализираните надлежности, образование, култура, детска заштита и противпожарна заштита. 60 милиони 774 илјади 400 денари се самофинансирачките активности на децентрализираните институции, претходно споменати. 5 милиона 720 илјади денари се однесуваат на донации и грантови и 60 милиони денари се однесуваат на кредити и се разбира на крајот најзначајниот, основниот дел на буџетот, каде што директно влијаеме и во делот на приходите и делот на расходите, е 459 милиона 170 илјади 711 денари. Вкупно основниот буџет, за разлика од 2011 година, кој што беше 510 милиони денари, оваа година е 459 милиони денари, е намален како основен дел на буџетот, заради веќе познатите причини, а тоа е легализацијата, постапка која што трае и ќе трае цела 2012 година, најверојатно цела 2013 година, и секако самиот закон ги оправдува овие недостатоци на средства, се решаваат крупни проблеми на граѓаните со овој закон. Втората работа е намалувањето на комуналиите за производствените капацитети, фабрики, сервиси, хотели и слично. И третата работа е намалувањето на цената на градежното земјиште за фабрики и производствени погони. Апсолутно тоа е за мене како градоначалник прифатливо, заради тоа што сето тоа значи развој, значи конкретни резултати во делот на одредени проблеми кои што ги тиштаат граѓаните. Дали се работни места, дали е работа за градежниот сектор, дали е работа за комерцијалниот сектор на цела територијата на општина Струмица. Апсолутно ефектите кои што ги очекуваме се позначајни од физички пари. Не е само во парите и заради тоа во рамките на оваа можност на финансиски евентуални приходи на општината проектирани во овој буџет,
се обидовме и се надевам дека успеавме да ги вклопиме сите приоритети кои што ни стигнаа од сите местни заедници во населените места и сите урбани заедници во градот Струмица. Би сакал само еден краток осврт на блок дотациите. Ги имате и во образложението, а ги имате во делот на буџетот. Да информирам дека во делот на културата, социјалната заштита и пожарникарството блок дотациите се каже речи непроменети. Значи во делот на културата се намалили за некои 250.000 денари. Во делот на социјалната заштита се зголемени за 150.000 денари, во противпожарната заштита се останати на исто ниво. Во делот на образованието се зголемени за 17 милиони заради четврта година за задолжително средно образование, тоа што треба да покрие обврски од 2011 година, четврта генерација задолжително средно стартуваше од 1 септември 2011 година, но секако и за целата 2012 година. Иако овде недостатокот на средства е поголем од овие 12, близу 12 милиони денари, сепак општината ќе видите дека предвидува блок трансакции од основниот дел на буџетот за да ги подпомогне средните училишта, а посебно и основните училишта. Во основните училишта состојбата ни е многу полоша од аспект што платите на среднорочно ниво се покачуваат, нафтата расте и другите трошоци од секојдневието се зголемуваат, а веќе неколку години наназад блок дотациите во основното образование се непроменета категорија. Општината веќе должи 4,5 милиони денари. Заради тоа предвидовме во буџетот 4,5 милиони денари од основните средства, за да може да им помогнеме на самите училишта да ги финансираат своите собствени издатоци. ЗЕЛС дебатира на ова тема, ќе ви кажам заради репер неколку општини кои што се соочуваат исто така со овој проблем. Битола е со блокирани сметки, Шкипе со судски постапки од страна на превозници, од страна на дистрибутери на енергенси за грејење, тоа се јавното предпријатие за шуми и приватни компании за нафта или течно гориво, а многу други општини имаат исто така слични и дури и поголеми проблеми. Кај нас проблемот не е катастрофален, е решлив, но решението значи 4,5 милиони денари наместо да одат во инфраструктура и решение на конкретни комунално-инфраструктурни проблеми на граѓаните одат во основното образование. За сите училишта, вкупно 9, плюс музичкото училиште и дополнително некој 1 милион и 600 и дополнително 1 милион 450 илјади денари за средното образование. Ваквиот проблем е исто така појавен и во детските градинки и заради тоа трансферираме 1 милион 350 илјади денари. Тоа се средства кои што секако и советот и јас како градоначалник сме можеле да ги намереме за решение на некои други проблеми кои што ги тиштат населените места или градот Струмица, но сепак мораме пред се да ги покриеме ваквите институции каде што има недостаток. Се надевам дека ЗЕЛС на тие преговори кои што ги прави со владата, како управен одбор ќе успее, иако има позитивен сигнал и од министерот за финансии и од премиерот, се уште немаме ништо конкретно написмено и заради тоа денеска излегуваме со она што е составен дел на буџетот на владата на Република Македонија како писмен документ со кој што денеска настапуваме во делот на блок дотациите. Во делот на дотациите од Агенцијата за патишта, каде што со закон е регулирано сите општини добиваат дел од тие пари заради регистрацијата на возилата, веќе неколку години назад, вкупно 3, еве 2012 година ќе биде четврта година, како Струмица има намалено 4 милиони денари помалку пари, односно добивавме 9 милиона 760 илјади денари, веќе од 2008 година наваму сме со 5 милиона и 700 илјади денари. Никој не дава конкретно објаснение зошто е тоа така. Продолжуваме со оваа работа. Во делот на дотацијата за ДДВ, благодарение на одлуката на владата, процентот за ДДВ расте, од 2011-12 година ќе биде 4% и наместо досегашните 28 милиона 227 илјади, ќе имаме 33 милиона 870 илјади, тоа се дополнителни 5 милиона, кои што се
благодарение на успешни преговори на ЗЕЛ со владата и разбирањето од страна на владата во делот на дотацијата од ДДВ за потребите на општините заради локалниот економски развој. Најголем приход за 2012 година очекуваме од две ставки. Тоа се комуналиите или надоместо под заведување на градежно земјиште, вкупно 192 милиона и 400 илјади денари и приход од продажба на градежно земјиште од вкупно 106 милиона 850 илјади денари. Тоа се вкупно 299 милиона 250 илјади денари од вкупно проектиран буџет 459. Значи 300 милиона од 460 милиона доаѓаат само тие две ставки, за да имате представа колку се значајни надоместоците за уредување на градежно земјиште и делот на приходот на општината од продажба на градежно земјиште. Јас се надевам дека новата надлежност, и токму во овој дел од мојата дискусија ќе го кажем тоа, новата надлежност која што општина Струмица заедно со уште 13 општини ја доби за управување со градежно земјиште, ќе не доведе во ситуација некаде на средината на годината да правиме ребаланс заради покачување на буџетот на општина Струмица, доколку сите заедно како општинска администрација, но овде се значени одлуките на Советот, најмногу од секторот за урбанизам и комунални дејности и новото одделение за управување со државното градежно земјиште, ако експедитивно брзо ја завршуваат работата, ќе значат огромни решенија за граѓаните во делот на решавање на проблемот со земјиштето кој што го имаат сега исправени пред општинската администрација наместо пред Министерството за транспорт и врски, но секако тоа ќе има значајно влијание и врз приходниот дел на буџетот на општина Струмица. Јас сум со искрена надеж дека ќе можеме да се дозволиме средината на 2012 година да дебатираме овде во оваа сала за ребаланс на буџет заради покачување. Но сепак денеска излегувам со буџет кој според мене е оптимален, односно резервиран на еден начин, заради тоа што 2012 година е најавена криза, дури и поголема од 2011 година, токму заради тоа вкупниот дел на капиталните инвестиции е 63% од овој буџет, се огромни пари кои што ќе ги врати општината назад, но најголем дел на доприносот кој што општината може да го направи во време на оваа криза е она кој што досега е сработено, а своји ефекти треба да даде токму 2012 година. Од 1 март 2012 година почнуваат со изградба 16 нови производствени погони, кои што се во постапка на одобрение за градба, на решение на нивното проектирање на идните фабрики кои што ќе се градат. Тие ќе бидат значаен импулс за градежниот сектор во Струмица, за трговските фирми исто така во Струмица, но ќе отворат и трајни работни места за граѓаните на општина Струмица и Струмичкиот регион, како и самото реализирање на програмата за градежно земјиште кое што имате денеска на дневниот ред, доколку побуди интерес, ќе значи дополнителни инвестициони активности на огромен број парцели, кои што општината во 2012 година ги планира за реализација, немат значаен удел во приходниот дел на буџетот, заради тоа што најмногу ќе се продават парцели за фабрики и семејни куќи, кои што се со почетна цена од 1 евро, но значат многу и за инвестиционите вкупни активности во струмичкото стопанство, а значат многу и за нови работни места кои што треба да се отворат во иднина. Имаме одредени дополнителни работи кои што не се внесени во буџетот, а ќе значат крупни проекти и ќе бидат дефинирани како крупни проекти во времето во кое што живееме. Тоа е реализацијата на патот Струмица-Попчево во вкупна вредност од 37 милиони денари, менеджиран преку Агенцијата за патишта, финансиран со грант, односно со кредит од Светската банка. Понатаму патот Муртино-Свидовица и Сачево М6, средства кои што се обезбедени од Европската инвестициона банка. Се надева дека едната година ќе почне изградбата на прочистителната станица, грант од Европската унија во вкупна вредност од 9,8 милиони евра. Во материјалите го имате како податок од 9 милиона и 600 во образложението. Се точно 9,8 милиони евра. За деталите на овој крупен проект стојам на располагање доколку има прашања, имаше на комисијата дадов одговори.
71.174.381 денар за канализациона мрежа во населените мести Добреинци, Давиле и Просениково, финансирани средства од Европската инвестициона банка и апсолутно тука е и грантот од 5 милиона, односно дополнително канализацијата во Костурина од 5 милиона денара, која што општината со сопствени средства има намера да ја заврши во 2012 година. Од скупните капитални инвестиции 83% се од основниот дел на буџет, кои што ќе бидат реализирани. Впрочем, општината во инфраструктура од секаков карактер, согласно нашите надлежности, во 2012 година ќе пушти 351.274.000 денари кон приватниот сектор и дефинитивно ќе останеме најголем инвеститор на територијата на општина Струмица, како општина со својот буџет. Она кое што дополнително би сакал да го кажам, се дотациите кои што самите ги обезбедуваме кон новите надлежности, а веќе ги спомнав, за да знае Советот што е тоа точно, што ние ќе го подпомогнеме образованието, детската градинка, детските градинки, библиотеката, пионерски дом и толку. Значи, во 2012 година за детските градинки дополнително ќе финансираме 1.600.000 денари, за основното образование 4,5 милиони денари, за средното образование 1.450.000 денари плюс 450.000 денари за превоз на учениците во основното образование и во делот на библиотекарството 400.000 денари. Би сакал сега накратко да кажам за неколку конкретни проекти кои што се под капитално значење, за да имате јасна представа, се со крајна цел да не зборувам за секој проект детално. Овој буџет има 330 проекти за 2012 година проектирани од сопствени средства и 20 на проекти дополнително финансирани од дотации, донации, спонзорства и друг вид на подршки. Деталите за секоја ставка и секој проект, најверојатно граѓаните сакаат да ги слушнат вечер на редовната емисија во каналот Виски и кажам детално, за да може секој да знае што е тоа што конечно е поминато во буџетот, а го очекува како решение на проблем за неговото мало, за неговото семејство или слично, а се работи за инфраструктурни проекти, секако улици, тротоари, водоводи или слично. Ќе наведувам проекти кои што ги издвоив согласно својата вредност и согласно важноста, кои што се за општина Струмица. Значи, во делот на капитални проекти во местните самоуправи продолжуваме во неколку домови на културата со огромни реконструкции кои што ќе се случуваат. Противпожарната станица ќе биде опремена со дополнителна корпа за противпожарни возила. Ќе се гради идната година потегот од градското корзо од 19-ката до Дион. Ќе се изградат патеките во градскиот парк, кои што се во делот помеѓу спортската сала и стадионот, а не се доизградени. Ќе се гради една улица, која што ја сече улицата веќе изградена кај Агроберзата, која што треба да биде нов пат кон Просениково. Ќе ставиме втор слој на цела улица Ленинова, од потегот Централ хотелот, се до раскрсницата со Комуналец, од двете страни на булеварот, со проширување на улицата Ленинова пред Управа за јавни приходи или Висшата земјоделска школа. Втор слој на булеварот Маршал Тито од раскрсницата пред Глобал, се до кружниот ток, продолжувајќи по улицата Балканска пред старата автобуска станица, се до пресекот на улица Драварска, каде што порано поминуваа автобусите на едносмерниот дел на улицата. Ќе ставиме втор слој на булевар Гоце Делчев, тоа е третиот булевар, од Жито Струмица, се до раскрсницата со Младенска, остатокот има нов слој, така да трите главни булевари ќе бидат целосно модернизирани со нови слоеви на улица. Ќе имаме целосна реконструкција во Турското мало, на улиците Бетовенова, Бошко Буха и уште 14 сокаци внатре,
заради тоа што очекуваме некаде на средината на годината или не подоцна од мај месец да биде завршен водниот канал, каде што ќе следува комплетна реконструкција на турското мало во градот, и тоа втор слој и целосно асфалтирање на улицата Бетовенова, целосно асфалтирање на улицата Бошко Буха, тротоари на Бошко Буха и тротоари на Бетовенова, уредување со урбана опрема, значи ќе имаме едно целосно уредување на горниот дел од градот, во делот на малото каде што живеат граѓани на турска националност. Ќе изградиме нов кружен тек на булеварот Ленинова, на булеварот Гоце Делчев и тоа на раскрсницата со Младинска. Ќе поставиме нови семафори на улицата на булеварот Ленинова. Ќе поставиме нови тротоари на целиот булевар Гоце Делчев, од Климент Охридски се до кружниот ток фонтаната пред поштата. Ќе го изградиме големиот тротоар на големата улица Ило Шопов, кој што е значајна вредност во прва урбана заедница. Неколку населени места кои што важат за поголеми ќе добијат нови тротоари во центрите на селото. Тоа се Куклиш, Муртино, Баница, Добрејци и неколку други населени места. Ќе се постави јавната вага во Баница, која што беше пролонгирана од буџетот за 2011 за наредната година. Невладените организации и младите ќе ги поддржуваме со иста вредност како што тоа го правевме до сега. Значи, иако буџетот паѓа во обем, сепак овде не се откажуваме од вкупните пари кои што се однесуваат до младите и до невладените организации. Останават на исто ниво. Има еден добар проект Чувари на природата кој што ќе ги збогати активностите на општината за хортикултурното уредување и зачувување на деловите над градот Струмица, односно на редовите над градот Струмица. Имаме два овој проекти кои што се поврзани со јавното предпријатие Комуналец. Тоа е покривање на пазарот Чешел и проширување на Кванташкиот пазар кој што оваа година беше пуштен. Имаме дополнително проширување за едната година. Велосипедската патека, која што веќе тендерска поставка е завршена, ќе биде целосно организирана во текот на 2012 година. Старата чаршија ќе добие нови канделабри во вкупна вредност од 2,5 милиони денари, димензионирани по старински стил. Проектите се изработени и заради комплексноста на проблемот и оваа прашање ќе биде реализирано во првиот квартал од 2012 година. Ќе поставиме нови столбови на транзитниот пат од Крушевска република до терминалот, нови столбови на влезот од Кајдавиле, значи булевар Гоце Делчев, од Струмички слив до крајот, нови канделабри со долни светилки на градското корзо од 19-ката се до Дион. За населените места вкупно ќе потрошиме 22 милиона 780 илјади денари за улици, така да 70% од селата нема да имаат повеќе неасфалтирана улица, освен сокаците. Јасно разграничување за сокаци и улици. 70% од населените места, доколку е реализирана оваа програма, нема да имаат улици без асфалт, освен одредени сокаци кои што не се подолги од 50-70 метра. Изградиме филтер станица во Куклиш, ќе рехабилитираме водоводната мрежа во Попчево, целосна реконструкција на водоводот во Раборци со нов резервоар, филтер станицата во Габрово ќе ја завршиме, која што во моментот се гради. Во Сачево индустријската зона ќе добие газ, ќе добие водовод, фекална канализација, атмосферска канализација и проширување на патот. Ќе го завршиме обводниот канал на градот Струмица, ќе изградиме фекална канализација на Бетовенова и Бошко Буха, ќе изградиме канализацијата во Костурино, продолжуваме со засадување на дрвца на ридовите над градот Струмица, целосно озеленување на трите влезови на градот, богата хортикултурна програма која што треба да донесе нови моменти во зелените простори во градот и населените места. Имаме еден проект кој што се вика Езерце во градскиот парк
и целосно уредување и реконструкција на малиот парк пред собранието, заедно со руинираниот тоалет. Една од најзначајните инвестиции во 2012 година ќе биде инвестициите на општината во гасификацијата, кој што како проект ви е познатен, 40 милиона денари обезбедуваме повторно средства проектирани во основниот буџет и се надеваме дека 60 милиони денари, согласно одлуката на Советот, за емитирање на обврзници, ќе бидат иднина и реализација. Ќе поставиме голем екран на плоштадот, уште во првиот квартал, се со крајна цел афирмација на целото културно-историско природно богатство кое што има Струмица, но секако и на угостителските, туристичките објекти, капацитетите трговски, заради информирање на сите потенцијални посетители на Струмица и Струмичкиот регион. Ќе ги реновираме сите постојни детски игралишта кои што постојат на територијата на Струмица во селата или во градот, во јавните површини во малите или во детските градинки. Ќе изградиме едно ново, поголемо игралиште, имаме крупни инвестиции во канти и клупи, ќе поставиме звучни сообраќајни сигнализации и еден од најзначајните проекти согласно новиот закон е ќе поставиме табли за куќи и улици во градот и во населените места, за кои што имаме проектирано 5 милиони денари согласно новиот закон, кој што е донесен и е веќе на сила. Идната година имаме 20 години јубилеј од Ристо Шишков и за таа потреба имаме дополнителни пари обезбедено за Ристо Шишков за манифестацијата, а и општината ќе постави споменик на Ристо Шишков поради 20 годишнината од фестивалот, како поттик за изградба на споменикот, а секако како почит кон великанот од областа на културата. Дополнително имаме неколку проекти од делот на културата, но еден од позначајните е Струмица Open Festival, каде што општината определува повеќе средства. Целта е целиот летен период на барање на гостителите, граѓаните и културните работници, да го збогатиме периодот со раздвижување на досега пасивниот период во текот на летото. За спортските клубови согласно одлуката која што ја донесовме, да дадам само информација, дека општина Струмица досега од својата програма даваше 3 милиони денари за сите спортски клубови и дополнително има 3 милиона и 230 илјади денари, доколку правните субјекти кои што го плаќаат данокот на имот, а имаат обврска на 60 илјади денари, имаат право да тие пари ги насочат кон спортските клубови.